ова утро на вистина јас се чувствувам прекрасно со овие млади луѓе што се овдека заедно со мене во STEM академијата. Ова утро е живо, е роботски, ако може така да кажам, и само го слушаме звукот на роботот. Меѓутоа, ги слушаме и мислењата на младите луѓе што се овде активни. Дојдовме за да видиме како може да се работи, да се биде иновативен, да се користи математиката, да се користи науката, за да се создаде нешто ново. Со мене и со вас е Жарко. Жарко, добро утро. Добро утро. И навистина е прекрасно ова утро. Ова е STEM академија, како работи, што прави, што произведува, освен што произведува, значи, млади луѓе што ќе бидат понатаму корисни во општеството за себе, а и за другите. Добро утро уште еднаш. Да, кај нас е вака цело време. Значи, цело време е една креативна атмосфера, каде што младите луѓе доаѓаат тука и работиме одредени проблематики од науката, технологијата, инженерството и математиката. Посебен дел, кој што се посветува посебно внимание, е токму роботиката како едно нешто што им е најинтересно на децата и каде што реално децата не само математика, него учат и програмирање и како да се решаваат одредени проблеми, како да се социализираат и така натаму. Денеска сме со тимот Space Walkers, тоа е посебен тим од STEM академија кој што учествува на глобални секакви роботски надпревари поврзани со роботиката и баш ми е мило што дојдовте и да ви покажеме некои работи кои што овие момци и девојки можат да направат. Учествувале на надпревари, има награди од тамо, на меѓународно ниво. Како сте вие задоволен од нив? Премногу сме задоволни. Значи, ова е тим кој што постои од 2019 година. 2019 година за прв пат учествувавме на тие глобални надпревари од First Level Лига и тимот во Адрија Лигата во Словенија беше прогласен за најФЛ тим, за најкомплетен тим во 2019 година и се пласиравме на светско првенство во Либан. Во Либан ја освоја втората награда, значи второ место, така да еден од големите, најголемите успеси кои што било каков тим од Македонија успеал токму на овакви надпревари да постигне. Какво е аплицирањето, кои деца аплицираат, ги бирате ли, има ли некои критериуми? Видете, нашата академија работи со деца од 5 до 16 години и нашиот фокус е токму начинот на размислување, односно мајндсетот. Каде што ние го развиваме мајндсетот на децата, ги развиваме оние социјални вештини, развиваме решавање на проблеми, вредности, самодоверби и така натаму, се она што значи една комплетна личност, меѓутоа како метод ги користиме лего коцките и децата работат со лего коцки, меѓутоа позадина се изведуваат многу по суштински активности каде што децата токму ги развиваме овие вештини. Тимска работа, да се биде во тим, тоа значи и карактер на некого, и познавање, да му признаете знаење, иновативност и да се вклопите во тимот. И да се вклопи и нормално било кој проблем и секако. И било кој проблем да се појави, дека тоа е предизвик и како целото тоа да се пристапи. Издржливост, како да се решат одредени ситуации, одредена проблематика и така натаму. За сето тоа, значи не е само потребно да се има знаење, меѓутоа целокупно како тим како да се пристапи кон целокупниот проблем и како да се почитува другото мислење, како да генерално да се размислува за да се дојде до крајната цел, тоа е решение. Кога се договаравме со овие деца, прашав кој ќе зборува од вас. Сите во еден глас ми рекоа сите. И сега јас одам кај сите. Тука можам да кажам дека е многу забавно, се учат многу интересни работи за роботиката, за како функционираат роботите и како да се дружиме заедно. Ова е еден дел од надпреварот кој што се вика роботска игра и во него задачата е роботот да изврши што повеќе мисии може во 2,5 минути. При тоа има одредени места каде што на роботот можеме да му смениме додатоци за различните мисии да може да ги изврши, бидејќи секој има различно барање, различен дел за роботот. И нашиот робот може да ги изврши скоро сите мисии, што ни го прави еден од најдобрите во Македонија. Што овде наоѓаш како мотивација за тебе лично?
Можам да кажам дека STEM игра голема улога во мојот живот. Не само што учам да правам роботи, да програмирам, него тука си ги најав моите најдобри другари. Да. Се чувствуваш исполнето тука? Да. Многу добро се чувствувам кога доаѓам тука. Видам се сите најдобри другари и многу научив од кога доаѓам тука да програмирам, да склопувам роботи. Дали 3 сати поминуваат вака? Леле, дури 3 сати ни се малце. Сакаме да седиме цел ден, ама за жал се изморуваме и не можеме толку. Ама затоа доаѓаме и други денови преку недела, кога сме поенергични. Тука во STEM Академија не учиме само да градиме роботи и да ги програмираме истите, тука учиме многу повеќе за тоа како да... Што е тоа повеќе? Сега ќе ја објаснам. Значи, учиме ние како да работиме како тим, учиме и улога на лидери, каде што треба да се искоординира целата работа и да се заврши во одреден временски период. Освен тоа, стекнуваме и презентацијски вештини, како да надминеме и тремата кога сме пред публика или пред суди. Како тим, мора сите завршуваме работи во секој дел за надпреварот. Заедно работевме да ги завршиме сите работи што треба за надпреварот. И кога доаѓаме на нормални часови си работиме заедно да завршиме некоја работа. Имаме добро место во робогеймот, ама секогаш има начин да се подобри нешто. Значи, лего коцкициве не се само играчки? Не се само играчки. Јас сум Мира Манасиевиќ и тука сум веќе 8-9 години. На надпреварот, тука не само на надпреварот, на целиот STEM часови, уствари учиме, како што кажа мојата другарка, логичко да размислуваме, да се координираме сите заедно и како да знаеме да се дружиме и забавуваме. Со другите, тоа преходното прашање, кога стоиме со различни земји, можеме да научиме многу исто од нив, можеме да најдеме некои други нешто да се подобриме самите ние и да даваме муабе така да правиме ова, да учиме нова култура и ново знаење да стекнеме од другите. Во секој случај корист имате како комплетна личност. Да, секако. Кучевите тука некојаш моралната поддршка ни даваат, некојаш ако нешто ни се случи, тука се секојаш да не поддржат, да не смират. Имаме и другарче? Имаме другарче, нашиот другар се вика Стеминатор. Супер. Супер, ајде нека ни објасни. Што ќе направи сега Стеминатор? Стеминаторот ги извршува различните мисии околу масата и како има задача сега, што треба пластично како да го објасниме? Еве овде. Па сега ќе дојде до раката и треба да ја повлече оваа рачка за да ја крене раката и всушност од оваа страна има уште една маса за спротивен тим. И кога и тие ќе ја повлечат раката, ќе направат да пукне двете раце. О, па вие сте го направиле побистор од вас. Да. И сега само да ни се представи. Јас сум Ведран Першеник, идам тука веќе 6 години и сакам и да продолжам секако. Моментално имам 16 години, така што од следната година нема да можам да учествувам на надпреварите како член од тимот, али ќе им помагам на другите што остануваат. Има ли влијание ова врз вас? Да, како личности не подобрува, како што кажа дека учиме логично размислување и тоа ни помага многу при училиштето, бидејќи самото училиште не тера многу да размислуваме, а оваа STEM Академија многу ни помага при тоа и со оценките во училиштето општо. Како што гледате сега роботот го извршува третото свое пуштање. Во следниот пат кога ќе дојдам изјава да даде да го направите, може така? Може. Може, ништо не е страшно. Нормално би сакал да продолжам се додека можам да бидам во тимот. Математика ми е еден од помилените предмети, лего коцки кога од малечок сум сакал. А и така со проблематика, со програмирање, тоа секогаш ме интересира. Како ученик си? Па еден од подобрите. Не знам како подобрите. Никогаш никој за себе не може да рече дека е најдобар, секогаш треба да се учи. Секогаш има, како што кажавме, место за подобрување. Така. И сега, дали на оние што се твои врсници би им препорачал да дојдат овде? Па дефинитивно, мислам ако ги интересира вакво нешто, ова е едно од местата кај што може да научат повеќе
Јас на вистина ви благодарам на сите што учествувавте во утринската програма. Се гледаме во следна прилика. Вие направете се што е ново, ние сме тука и следниот пат роботот да ми даде изјава. Ми ветивте, така? Не е изводливо. Така е. Поздрав студио, на вистина едно прекрасно утро. Оние што сакаат, што имаат дел во себе што е инвентивен, што сакаат да креираат, едноставно што сакаат да се дружат, а да видат дека лего коцкиците можат да ве однесат над преврпа, да видите каде е вашата способност, дојдете тука во STEM Академија.